Сакаме струја од сонце е СОС кампања за одбележување на Европската недела за одржлива енергија. Градови, општини и организации низ цела Европа со акции за поттикнување на свеста за важноста од обновливите извори на енергија и енергетска ефикасност. Ние како Go Green ја одбележуваме од 2011 година, секоја година правиме разни акции, тоа се најмногу фокусирани кон младите луѓе како младинска еколошка организација и со нашите така наречени Биди зелен клубови. И оваа година мрежата на Биди зелен клубови од Скопје, Прилеп, Битола, Куманово, Кичево, Тетово, Гостивар и Велес, значи сеношколците од овие градови ќе направат еден вид на фотокампања и некој вид акции за промоција на сончевата енергија. Сончевата енергија кај нас е многу важно да заземе еден по-суштински и по-засилено учество во енергетскиот микс, поради тоа што знаете дека енергетиката кај нас се базира на јаглен и тоа скоро 80% се задоволува поборачката енергија од јаглен, односно од лигнит, а сончевата енергија не достигнува ни 1% од енергетскиот микс. Значи, 1% е дефинитивно недоволно и дефинитивно треба да се свртиме кон напуштање на јагленот од многу аспекти, не само од климатските промени, него и од аерозагадувањето, но и од многу практични причини, поради тоа што резервите на јаглен во Осломе скоро и да ги нема, а во Битола ќе се има до 2025 година, што не е толку далеку, така да е дефинитивно важно да направиме еден план за напуштање на јагленот и да се инвестира повеќе според нас во сончевата енергија. Напуштањето на јагленот исто така си повлекува и свој план за правична транзиција. Значи ние тоа што значи план за правична транзиција? Тоа значи дека работниците кои што работат во термоелектраните на Осломе и на Битола, во Осломе работат околу 1000 работници, во Битола ако ми се чини скоро 2700 според некои официјални податоци, ќе треба значи тие околу 4-5000 луѓе да се пренасочат, преквалификуваат во некои индустрии кои што се помалку загадувачки, дефинитивно да се насочат во некои работни места кои што ќе придонесуваат, се надеваме, за заштитна животна средина, а не како што досега, нели, сепак тие работни места и таа индустрија ни придонесува за аерозагадувањето. Значи, ја порачувам и до владата, и до општините, и до сите тие засегнати страни да направат план за правична транзиција. Знаеме во Осломе дека ќе се инвестира во соларна електрана, значи термоелектраната да некој начин стане вид на соларна електрана, што го поздравуваме тоа, бидејќи пак го зголеми учеството на соларната електрана, но тоа што е предизвик во тој концепт е дека соларната електрана реално стварно со многу помалку луѓе може да функционира, дека све автоматизирано, дигитализирано, буквално се работи на копчиња што треба неколку луѓе да стискаат, има администрација, сега кога наречеме околу 100 луѓе ако се вработат, што ќе остане со оние 900 луѓе што моментално работат во Осломе? Тоа е значи нешто се случува моментално и треба да се направи навистина еден план за тие отприлика 900 луѓе што би останале без работа во Осломе, и тоа е нешто што е итно. А за 2025 пак може би изгледа далеку, не е толку далеку, пак се работи за поголема бројка и огромен индустријски капацитет, како тие луѓе ќе се пренасочат, и тоа би сакале во сектори на обновливи извори енергија со фокус на сончевата енергија. Тоа значи дека недоволно ја користиме сончевата енергија? Дефинитивно недоволно, и ги поздравуваме ориентацијата на владата кон зголемување на капацитетот и кон мислам дека се планира околу 200 мегавати да биде од сончева енергија, тоа е зголемено учество дефинитивно. Не би сакале да видиме и повеќе, но добро е да мрднеме од една точка. Тука се работи за пренос и за балансирање на таа енергија, значи треба тоа паралелно со инвестиции во дистрибутивната мрежа за да може обновливите извори енергија да се избалансираат во самиот систем. Тоа што би сакале исто да видиме е дека сончевата енергија сега е дадена за бизнисите е 1 мегават, 2 мегавата или 5 мегавати, да речеме 1 мегават е 1 милион евра, 2 милиона евра. Пак тука некако малите и средните бизниси се исклучени од инвестирање, поради навистина што имаме мала група на бизниси што може да си дозволат 1, 2 или 5 милиони евра за да може да инвестираат
тоа се на државно земјиште. Кога е под државно земјиште, сончевата електрана тие се ослободени од административните зборам за бизнисите, но сепак тие инвестиции остануваат, може да земат кредит, али би сакале да сепак да не се свее тоа на некоја олигархија или некој мала група на бизниси кои што ќе ги искористат тие бенефиции што се дават. Значи би сакале да видиме и помали опции за помалите бизниси се вклучат. Тоа што охрабрува, но и Биди зелен мрежата и Хайнрих Бол Штифтунг, која што ја поддржува, залага за енергетска демократија и за демократија. И енергетската демократија е многу важна, и тоа што е добро е дека со новиот закон за енергетика од лани се дозволи да домакинствата исто произведуваат своја енергија, значи да се децентрализира некако енергетскиот пазар од монополизираните државни институции кои што претходно, мислам, заедно со приватниот сектор го држи енергетскиот систем. Со новиот закон се дава можност да домакинствата и мали бизниси се уклучат и некако се они произведуваат струја. За домакинствата ние сакаме да видиме, значи сега треба со подзаконски акти и со правилници се регулира, но за домакинствата е важно да не се ограничува производството на струја, бидејќи сега, како што слушнав според најнови информации, се ограничува на 4 киловати. Да едно домакинство, тоа е некоја просечно домакинство, би можело максимум 4 киловати да произведе. Со ова и се обесхрабруваат, мислам, пак е добра можност за либерализација, нели, и за домакинствата да инвестираат, за да си произведуваат своја струја, да теоретски нивните сметки за струја се 0 денари. Значи, во текот на да не плаќате струја, односно со инвестицијата, после некој време кога ќе извадите инвестицијата, да ви дојде на 0. Али ограничувањето на 4 киловати не праќа добра порака, поради тоа што идејата и искуството од Западна Европа дека децентрализација треба да дојде да и самите производители имаат некој приход од екстра произведената струја. Значи, јас како домакинство или група на домакинства што треба да биде кооператива, се здружиме, би можеле да произведуваме значи повеќе електрична енергија и таа повеќе електрична енергија да се стави у системот, па да се пребие со Евана или со кој да е дистрибутер и да се добие некој приход или заштеда за следната година. Значи би сакале да ги охрабриме домакинствата да произведуваат, а не да ги ограничуваме кој што е сега во оваа фаза. Има и причини сигурно за ограничувањето, но сепак е важно да се знае и да се пренесе таа порака дека е битно да се ослободи тој кеп или тој лимит што е ставен на производството на сончева енергија од страна на домакинства. Значи во текот на оваа нела за тоа разговараме со младите, со засегнати страни, да ја подигнеме свеста дека и граѓаните ќе можат да произведуваат електрична енергија за сопствени потреби, значи да не плаќаат, да иследат веб страницата на Министерството за економија и владата, бидејќи они, значи таму се тие можности каде што треба да излезат и се регулирани административните постапки за домакинствата се вклучат во производството на електрична енергија и би сакале навистина и повеќе бизниси и помали бизниси и граѓани се вклучат во тој децентрализација на енергетскиот систем. Недавно во Крушево имавте интересна акција за чистење на градот. Ќе има ли вакви акции во другите градови во нашата земја? Да, ова е за чистењето за отпад. Во Крушево имавме акција за чистење. Ми се допаѓа што мислам ние имаме активистички волонтерски акции од самото постоење. 2010 се основавме и од тогаш имаме цело време барем неколку пати во годината. Ми се допаѓа што и граѓаните стануваат свесни покрај градските иницијативи како Не биди ѓубре и многу други граѓани почињаат да се мобилизираат и моите комши во зградата се договоривме викенд да чистиме, че ми се допаѓа тој граѓански дух за чистење, поради тоа што дефинитивно отпадот не ни е среден. Ние како здружение ќе имаме акции на 21 септември, пак ќе одбележиме светскиот ден за чистење, каде што минатите години во 54 општини, во 20, во 30 општини на координирана акција заедно со институциите сме чистеле, значи ние ќе продолжиме тоа. Исто сакаме Глобочица и Шпиле, бидејќи лани го правевме Козјак, имаме многу floating waste, односно отпад што плови по реките, што се слива од депонии, што се од несовесни граѓани. Значи имаме многу отпад во водите и сакаме и ова година на Глобочина Шпиле да направиме акција покрај другите акции што ќе бидат во јули. Имаме во Кавадарци акција, а на 21 септември се надеваме што поише општини ќе се вклучат и граѓани ќе се вклучат во таа акција за чистење. Целта е јасна: почист воздух, поублажени климатски промени и почиста енергија. СОС, сакаме струја од сонце.